Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Ова е уште едно видео поврзано за виза за Германија. Како што знаете, јас веќе имам едно видео во тоа како да аплицирате за лотарија за виза, но затоа што имаме нов закон и некои од вас ми пишеа дали тоа веќе постои, дали не постои, па затоа одлучив да го снимам ова видео. Во мај беше последната апликација за лотарија за виза, како што правевме досега. Од јуни тука е нов начин за добивање на виза и секој може да добие виза, не е потребно да ве извлечат на лотарија. Значи, доколку сакате да добиете работна виза за Германија, најпрво мора да најдете работа. Подоцна, вашиот работодавец треба да добие согласност од Сојузот за вработување во Германија. После тоа тие документи работодавецот треба да ги испрати кај вас и вие можете понатаму да аплицирате за термин во Виза Метрик во Скопје. За резервирање на термин имате неколку чекори. Најпрвен ќе ви оставам линк каде што ќе можете да дојдете до страната на Виза Метрикс, каде што се резервираат термини. Тука ќе отворам за да ми биде полесно да гледам. Значи, најпрвен ви се појавува вака нешто, каде што треба да потврдите дека сте човек. Треба да го штиклирате ова поле. Треба да ви се отвори оваа страна, каде што одите подолу и за закажување стиснувате и ви се отвора оваа страна. После тоа треба да го напишете овој код во празното поле. И одете на закажување на термин. Сега ви се отвора оваа страна, каде што треба да ги извршите следниве чекори. Малце пак работам. Тука, како што можете да видите, имате 20 минути точно за внесување на сите податоци. Тоа значи дека пред да отворите овој линк, земете го вашиот пасош, вашиот документ каде што опишува кунденума, тоа е документот што го добивате од работодавецот. Број, имейл, имате се подготвено да можете да закажувате. Во првото поле одбирате Западен Балкан, земја која што сакате да ја посетите, Германија, и град од кој што доаѓате, тоа е третото поле. Еве, јас ќе одберам Прилеп. Виза Метрикс биро, тука селектирате Скопје, затоа што вашето биро се наоѓа во Скопје. Тип на сервис. Што значи тоа? Во нормално завршувате работа. Значи, не ви е потребно никакво дополнително плаќање. Јас секогаш одбирам нормално за кој да закажувам. Имате Prime, имате VIP, пример во одредено време, после работно време или во други денови да добиете термин, тоа е тоа предноста нивна. После тоа имате број на луѓе кои што закажуваат термин, еве да речеме за една личност. Потоа одите понатаму на ова зеленото вајта и како што гледате сега сме на вториот чекор. Тука треба да ги напишете вашите информации, сите персонални информации. Најпрво го пишувате кунденнума во првото поле. Тој број се наоѓа во документот од Bundesagentur für Arbeit, кој што ви го испраќа германскиот работодавец. Значи, пишува кунденнума и потоа е наведен вашиот број. Обично тој број се состои од бројки и букви змешано. Го пишувате тоа. Потоа, во второто поле, име. Во третото поле, презиме. Потоа национална
припадност. Пример, јас за мене одбирам Македонија. Ден на раѓање, месец на раѓање и година на раѓање. Потоа имате број на пасош. Потоа имате важност на тој пасош. Одбирате година, месец и ден. Потоа пишувате емаил. Многу е важно да наведете емаил кој што веќе го користите, затоа што на него ќе ви стигне кодот што ви е потребен во последното поле. После имате телефонски број. Телефонски број секогаш го пишувате со 38975 и натаму или 77, како и да е. Алтернативен телефонски број не ви е потребен и тука одите понатаму. Третото поле е полето каде што ве прашува дали сите информации се точни. Морате да проверите дали сите информации ги имате точно напишано и одите понатаму. Во четвртото поле ве прашува дали прочитавте се наведено и вие треба да го штиклирате тој квадрат. Потоа ви се појавува листа каде што треба да одберете термин. Тука ве прашува кога планирате да патувате. Пример, пишувате, ако сега сме јули, вие пишувате од август, зависи како планирате да патувате. И подолу ви дава опција за да одберете термин. Еве, пример, тука кај мене 4.7. одбирам во 11 часот. Многу е важно, ќе видите, имате портокалови часови кои се во нормал, имате и други часови да одберете кои можете да користите во Prime и во VIP категорија, но за тоа морате да доплатите некоја одредена сума. Јас искрено не ви го препорачувам, но доколку немате друга можност, доколку мора да одите во одреден ден или сат, тогаш да, постои таква опција. Тука најдолу одите понатаму и за крај во последниот чекор ве прашува дали имате потреба од дополнителна помош, како што се пополнување на формулари, сликање, фотокопирање, такви работи. Јас тоа не го одбирам, продолжувам понатаму. Откако ќе продолжите понатаму, ви се отвора прозорче каде што треба да пишете код кој што ќе ви стигне на имейл. За тој код имате само 2 минути, затоа е многу важно да побрзате, да го најдете кодот каде што ќе ви стигне. Се случува да појде во архива, во спам, но вие мора да реагирате на време, да влезете многу брзо во имейл и да го копирате и да го залепите тој код тука и тогаш одите понатаму и имате закажано за термин. Значи, уште еднаш ќе повторам, лотарија повеќе не постои. Колку сакате да добиете виза, мора да добиете термин на овој начин, со наоѓање работа и слично. Исто така имате можност за квалификувани работници и работници обични на Западен Балкан. Јас мислам дека оваа варијанта е полесна, затоа што досега секој кој што стигна направи термин, дали има договор, дали може да се снајде, дали вистински сака или не, му се одземаш таа можност на луѓето што навистина сакаат да дојдат и да работат. Сега со ова знаете сигурно дека добивате виза, значи доколку имате некои блиски кои што можат да ви помогнат за работен договор или доколку имате блиски кои што имаат фирма во Германија, исто така можат да ви помогнат за работа. Јас се надевам дека ова видео ви помогна. Доколку имате прашања, слободно можете да ми пишете во коментар. Јас ќе се обидам на сите да ви помогнам, но важно ми беше да го снимам ова видео затоа што многу од вас ме прашуваа, не можам навистина
колку и да сакам на сите да му закажам термини, да му помогнам, не можам тоа да стигнам. И мислам дека секој може да го направи тоа сам и дека е доволно само да ги читате сите овие работи што ви се дадени. Се надевам дека ова видео исто така ќе ви помогне. Затоа и ви оставив слики, да знаете отприлика како сето тоа изгледа. Воопшто не е тешко, секој може да го направи. Да, ви посакувам многу среќа за повеќе видеа поврзани со овие теми, Германија и слично. Ви молам напишете им во коментар што сакате да гледате, какви потешкоти имате. Може би можела да ви помогнам и не заборавајте да ги гледате и моите други видеа, како дојдов во Германија, првите 3 месеци во Германија, како да се снајдете, исто тука имате некои работи со документи поврзани и пополнување, тоа сигурна сум дека ќе ви помогне. Следете ме, уклучете ги известувањата на овој канал, за да можете да ги гледате сите мои следни видеа. Како што знаете, јас не снимам видеа само поврзани со документи за во Германија, ова се што снимам е мојот личен живот, но знам дека вакви работи ви интересираат, па затоа и се трудам понекогаш да снимам и нешто вака. Ви благодарам на сите што го гледавте ова видео, ние се гледам во моето следно видео. Чао!